Бугарија да изјави дека македонскиот јазик не постоел пред 1944 година и дека јазикот во сите идни документи треба да биде сметан во согласност со уставот на земјава. А од друга страна, Македонија да изјави дека македонскиот јазик бил кодифициран во 1945 година. Ова е јазичната формулација која понудила Португалија како дел од решението за тргање на бугарското вето, доставено до Скопје и Софија, објавува Канал 5. Документот, кој е составен од 4 анекси, предвидува дека на почетокот на првата меѓувладена конференција Македонија и Бугарија треба да дадат унилатерални декларации со кои ќе се обврзат дека нема да се нарушуваат црвените линии и се овозможува продолжување на евроинтегративниот процес. И по повеќе од 1 месец, откако европската двојка Вархеј и Силва неуспешно ја завршија посетата во Скопје и Софија, без да кажат што им нудат на двете страни. Дури денеска, вице-премиерот Никола Димитров прв пат на прашање на Алфа открива дека предлогот имал формулација македонски јазик за Европска Унија, кој предвидува унилатерална изјава на Бугарија во однос на нивната позиција. Се потпира на предлог преговарачката рамка, што ја предложи Европската комисија, параграфот што го споменав околу македонскиот јазик, да остане таков како што е, со чиста формулација македонски јазик, и предвидува унилатерална изјава на Бугарија во однос на нивната позиција. Значи, пристапот на португалскиот предлог во однос на македонскиот јазик е македонски јазик за ЕУ со унилатерална изјава на бугарскиот став од страна на Бугарија. Ден предходно, португалската државна секретарка Ана Паула Закаријаш во аудиоснимка целосно ги сруши македонските позиции во спорот со Бугарија, но и директно удари врз македонските идентитетски прашања, нарекувајќи го јазикот северно-македонски. North Macedonia, they had to endure a difficult negotiation with Greece. Remember that they changed the name of the country. And so it's very difficult because they are also connected with Bulgaria in terms of culture, in terms of language. So it has to do with the North Macedonian language being once part of the Bulgarian language and the cultural dimension of the two countries. По ваквиот португалски шамар за Македонија, македонската влада одлучи дека не е потребна ниту протестна нота, ниту било каков демарш да биде испратен до Португалија. За владата, ваквата изјава била несрекна, потука наместо сериозни укори, македонските власти одлучиле дека вистинскиот чекор е да се осварат само разговори со Лисабон и да се не годува за кажаното, зашто потврди и вице-премиерот Никола Димитров.